Позадината на се она што се случуваше пред, а и на самиот 24 декември, на црниот понеделник, се парите. Од една страна, СДСМ со својот план за штедење се бореше за тоа да запре неразумното задолжување, за да запре непродуктивното трошење на оваа власт. Од друга страна, власта одлучи за пари да прекрши и деловник, и закон, и устав, да ги истепа пратениците и да ги исфрли новинарите од собраниската сала. Меѓутоа, отпорот продолжува и од ден на ден е се поголем, и во Скопје и низ градовите ширум Македонија. Меѓутоа, она што се истакнува во последно време е дека граѓаните, покрај револтот за она што им е одземена слободата, суспендирана демократијата, револтот од промовираното насилство, се помасовно и го искажуваат и својот револт за катастрофалната социјална состојба во која што се наоѓаат. Огромната сиромаштија, невработеноста и во крајна линија чувството дека оваа власт им ја одзема и иднината. Дозволете ми да најавам дека караванот на отпорот во Скопје продолжува и утре. Утре караванот почнува во 5 минути до 12 часот, ќе биде најмасовен досега, ќе започне од 3 локации во главниот град, при што сите 3 каравани потоа ќе се соединат пред зградата на владата на Република Македонија. Во исто време, каравани ќе има и низ сите поголеми градови во Републиката. Во оваа прилика би сакал уште еднаш да им се заблагодарам на граѓаните за разбирањето и поддршката која што ни ја даваат и да ги поканам во што поголем број масовно утре да се приклучат на караваните. Благодарам. Дали имате некој прашање? Останувате ли на ставот дека ќе ги бойкотирате локалните избори ако не Синоќа премиерот Груевски како дополнување на промоција на кандидат за градоначалник во град Ибрва каже дека според него неговите индици кажувале дека СДСМ ќе оди на избори, а дека Црвенковски во овој момент се борел само за себе, односно за сопствената кожа со други зборови. Од ваквата изјава на премиерот Груевски вчера може да се заклучи дека или тој после 7 годишно владење во Република Македонија е целосно опиен од власта и има изгубено контакт со реалноста, или дека неговите најблиски соработници го лажат. Македонија се наоѓа во длабока политичка криза и единствен излез од таа политичка криза е политички диалог и политички договор за предвремени парламентарни избори. Колку побрзо премиерот Груевски тоа го разбере, толку подобро за сите граѓани во Република Македонија. Без тоа не одите на локални избори. Апсолутно ставот е веќе јасно искажен повеќе пати. Ваш коментар околу предлогот на Аман кој стигна до собранието, но кои владачките пратеници одбиваа да го коментираат, односно јавно искажаа дека нема да прифатат измените во Законот за енергетика. Видете, жално е и срамно е власта која што е рекордер по увозот на електрична енергија во изминатите години да го кажува тоа како едно образложение за тоа зошто не го прифаќале предлогот на Аман. Предлогот на Аман е предлог еден огромен број луѓе во Република Македонија да можат да преживеат, да си ги платат сметките за струја и да имаат елементарни услови за живеачка. Очигледно ќе повторам дека оваа власт веќе нема контакт со реалноста и конкретниот случај за барањето на Аман и ставот на власта е уште една потврда за тоа. Дали има уште некој прашање? Дали СДСМ ќе ги врати мандатите доколку коалиционите партнери ваши го одбијат? Значи вака, доколку нема политички договор и предвремени парламентарни избори, пратеници во парламентот од редовите на она што сега се нарекува Сојуз за еднината нема да има.